Лайф кавер заедно со Илија Кикиритков на Угада FM. Лайф кавер заедно со Илија Кикиритков. Добро вечер, почитувани слушатели. Го следите на новото издание на емисијата Лайф кавер 91 МГц на Угада вечерва. Мои гости Божидар Бошко Симоновски и Ленче Јорданова. Добро вечер до двајците. Добро вечер. Значи вечерва ќе свириме некои джез стандарди, поточно за тоа ќе слушнат слушателите наскоро кои теми ќе ги обработите. Меѓутоа, веднаш на стартот на сите мои гости го поставувам оно идентично прашање: како ја засакавте музиката и што беше она што влијаеше да ја засакате музиката? Ленче? Како ја засакав музиката? Музиката е дел од мене. Меѓутоа мора нешто да влијаело што е на самиот старт, на самиот почеток. Да, но музиката ја носиме во нас. Со тек на времето, со нашето растење, расте љубовта за музиката. Јас имав расте во музичка фамилија, татко ми покојниот Јорданов Ристо Ринго. Тоа е генетски, нели имаме во гените, и плюс неговата љубов за музиката ја растеше мојата љубов за музиката. Така, во секој случај и родителите имаат огромно влијание. Чичко Бошко, ти, еве твојата сторија, како започна? Бога ме, ти кажам искрено, не се сеќавам. Ама тако знам за мене, мислам дека музиката е дел од мене. Инаку јас имав, задоволство, односно можност да растам во една музикална фамилија, и татко ми и мајка ми беа многу музикални, па и брат ми се бавеше со музика, нели? Па не би можел некој ситен детал да се сетам сега. Што беше тоа што те натера да ја засакаш? Меѓутоа и самата околина, она што те окружуваше, се во секој случај било под влијание на музиката, па така и ти после изгледа си ја почувствувал таа блискост кон музиката и еве сега колку години активно се занимаваш со музиката? Па активно се занимавам многу малку. Пасивно повеќе. Пасивно повеќе. Повеќе пасивен музичар. Да, инаку веројатно дел од вашите слушатели знаат дека јас престанав активно да се занимавам со музика поодамна. Ајде нешто подоцна за тоа ќе кажеш и во секој случај и активно во музичките денови каде имаш свирено. Меѓутоа сега да ја отсвирите и првата песна за оваа вечер. Тоа е популарна тема која потекнува, ми се чини, од 30-тите години од американскиот популарен композитор Џорџ Гершвин, а ова е веројатно и неговата најпопуларна тема која носи наслов Summertime. Вечерва ја слушаме во изведба на Божидар Симоновски и Ленче Јорданова. Може да слушнеме. Summertime and the living it's easy. Fish are jumping and the cotton it's high. Oh, your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, they're gonna rise up singing, and you spread your wings and take to the sky. But up till morning, there will nothing can harm you. Daddy, mommy, don't you cry. Papi, summertime and the easy. Fish are jumping and the cotton is high.
Live Cover заедно со Илија Кекиритков. Продолжуваме со емисијата Live Cover на Угода FM. Вечерва мои гости Божидар Симоновски и Ленче Јорданова. Од кога почна да функционира ова дуо? Ова дуо функционира многу одамна, само сега активно функционира. Па ние имаме прилика да сработуваме уште многу поодамна. Издадовме еден диск, нашата соработка почна спонтано. Колку време беше тоа? Тоа датира пред едно 10, може и 12 години. Так. Љубовта спрема музиката не сврза, за да ние го правиме ова што денес го правиме. И снимавме нашата соработка, уствари излезе едно CD на джез стандарди, кој што Ја едно дополнување. Претежно обработувате джез стандарди, така? Да, веројатно тоа не спои, инаку по-конкретно нашата музичка дружба започна всушност со Макфест. Уствари да. Со Макфест. 2001 година бе заеднички така договорена композиција пратев и Ленчето ја реализираше, односно ја испеа на Макфест 2001. Веројатно таму дружејќи се најдовме дека имаме слични вкусови према музиката, заедно слични гледања. Потаму испадна да се најдеме дека еден вид на музика кој што можеби не е многу популарен, меѓутоа кој нас не исполнува. И така спонтано почна, така додовме до CD кој што, како што спомна и ти и Ленче, значи тоа се класични стандард теми кои што се пеани, препеани од сите пеачи, речиси. Така. Значи нема таму никаква авторска музика, меѓутоа се трудевме дел од нив да имаат наш печат, значи сепак би рекол дека интерпретацијата на тие стандарди е во добар дел Ленче дала свој печат. Во зависност од изведувачот, кој изведува секој на свој начин ја изведува таа мелодија. Делум од нив имат и претрпено некои наши вака мали интервенции или преработки и така. Интересно, во секој случај сега наред е и втората композиција која што ќе ја слушнеме. Тоа е темата која носи наслов Сетин шансон, тема создадена во 1945 година. А еве прв кој ја извел ова песна, односно први кој што ја извел ова песна се Ив Монтан и Ирен Јоаким. Значи, изведена во 1945 година од легендарниот француски шансонјер Ив Монтан, вечерва во изводба на Божидар Симоновски и Ленче Јорданова. Ја слушаме Сетин шансон. C'est une chanson qui nous rassemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Et nous vivions tous ensemble. Moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
sait pas ce qui s'aime. Tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Pardon d'un jambon des gens, palado d'un jambon. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Продолжуваме со емисијата Лайв кавер на УГД ФМ. Вечерва мои гости Божидар Симоновски и Ленче Јорданова. Каде има досега настапувано Ленче Јорданова? Освен на Макфест, тебе споменавме во 2001-та ми се чини. Прва на Макфест, тоа беше композиција на Бошко, текст беше на Весна Малинова, насловена Меланхолија. Настапував два пати исто на Скопски фестивал, соработка исто со Весна Малинова, нејзини композиции со музика и текст. Првата беше За тебе, со аранжман на Давор Јордановски, а втората Виножито, со аранжман на Владо Ѓоргиевски. Интересно, во секој случај, тоа се, значи, твои авторски, меѓутоа не се твои песните, меѓутоа ти си изведувачот на тие песни. Да. Тоа се 3 композиции кои што ги имаш изведено, авторски композиции, меѓутоа вака имаш учествувано како дел од некој проект или дел од некој бенд? Па имам соработувано, да, со наши музичари овде. Во Франција исто така соработувам со музичари, тоа се работам на проекти, претежно работам на проекти за деца. Компонирам музика за детски представи и така, тоа се различни проекти кои што ги правиме таму со различни музичари. Можам да ја спомнам соработката со Зоран Казаков, најпресната соработка. Популарниот трубач. Да. Тој беше овде за великденските празници и имавме многу убава средба, музичка и човечка пред се, и многу ме радува и се надевам дека нашата соработка ќе продолжи понатаму. Секогаш е задоволство да се соработува со квалитетни музичари. Чичко Бошко, еве ти си еден можеби од главните промотори на музиката која што се има случувано во Штип во изминатите 30, можеби повеќе години. Значи повеќето од бендовите кои што имат настапувано во Штип се под твое посредство, значи ти ги имаш донесено овде. Може ли да се пофалиш кои бендови имат настапувано во Штип? Добро, јас имав таа можност да работев во Дом на млади. Тоа е дел од работата. Па сега да не идем во детали, мислам дека во главном сите познати групи кои што работеа. Познати групи од екс-Југославија. 80-90 години, да, во екс-Југославија, мислам дека Штипјани има можности и задоволство да ги проследат во живо настапите, во главном нели во Дом на млади, можеби имаше неколку концерти кои беа организирани на страна, не во домот. Меѓутоа, во главном, да, сцената беше во Домот на младите. Меѓутоа, со самото тоа што тие популарни бендови кои дошле во Домот на младите, секако предизвикале чувства и емоции кај оние посетители кои што ги слушале и биле една од причините да почнат да се занимаваат со музика. Па да, јас верувам дека е така и ми е на еден начин драго
Ето, со таа улога домот успел да... Многу музичари, така, многу музичари се изродија, обично штип музичарите, оние кои се во рок жанрот, во оние забавни фазони, се изродиле од домот на младите и ми се чини дека токму тоа е влијанието, самите бендови, квалитетни бендови кои што доаѓале во штип, порано се разбира повеќе, придонеле за љубовта кон музиката и да станат она што се денес некои од музичарите. А секако големо влијание имаш и ти. Самото тоа што си ги повикало тие бендови и тоа е тоа. Меѓутоа многу музичари, односно во рок музиката, оние во рок фазонот во штип посебно говорам, значи имаат влијание од домот на младите. Домот на младите значи оставил една огромна трага на нив за да продолжат подоцна да се занимаваат со музика. Јас верувам дека е така и мило ми е дека домот се извршил улога. Големо влијание. Била доделена нели во општеството, а инаку да. За домот на младите знаат и у Нова Горица и у Радовиш. Така е. Интересно во секој случај, меѓутоа ние продолжуваме со темите кои што ќе ги обработувате ова вечер. Наред е третата композиција. Темата датира од 1950 година, а носи наслов Every Time We Say Goodbye. Може да ја слушнеме. Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. When you need, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye, every time we say Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Продолжуваме со емисијата Live Cover на УГД FM. Мои гости Ленче Јорданова и Божидар Симоновски. Можеме да слушнеме како Ленче свири на виолина, а освен виолина на кои инструменти знае да свири Ленче? Свирам малку гитара, али добро. Не може да се пофалам дека многу свирам, али да, желбата е тука. Инаку имаш музичка академија, така? Има музичка академија, да. Виолината ми е многу стара љубов. Од дете свирам виолина. И уште пред да се школуваш, така? Па да, моето се школува во нижото музичко училиште. Тогаш почнав да свирам виолина и средно музичко свирав виолина, после на факултет завршив на теоретски одсек
И малко ја запостави виолината, што не е за пофалба, ама бе, она е тука. Повторно се активираш. Повторно се активирам, да. Секоја чест. Чичко Бошко, ти освен гитара на други инструменти? Пеам, ама ко се бањам Само по дома, така? Да, купателите пеам. За жичени инструменти знам, за гитарата, бас гитарата, меѓутоа, нешто друго? Па, не се сеќавам. Не се сеќаваш нешто. Добро. Следува наредната песна за обработка. Тоа е популарната тема на Нора Джонс, која носи наслов Don't Know Why. Може да ја слушнеме. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Повторно сме во студиото на Угода FM. Продолжуваме со емисијата Лайв кавер. Вечерва мои гости Ленче Јорданова и Божидар Симоновски. Инаку вечерва свирите популарни џез стандарди, меѓутоа освен џез музика, каква музика слушате приватно? Јас слушам секаква музика. Стварно музиката не може да се двои. Тоа е вибрација која што се ствара, тоа е креација, така да имам предизвикува емоции. Да, има музика, има различни жанрови на музика што мене ми се допаѓаат и ги слушам. Еве што е актуелно во овој момент? Добро, во овој момент сум преориентирана кон џез. Така. Али стварно има периоди кога некогаш повеќе сакам да слушам рок, некогаш повеќе џез, зависи од расположение најверојатно, да. Тоа леже на расположението. Не се ограничуваш со музички жанрови. Да. Чичко Бошко? Па јас не би баш многу, меѓутоа да, општа насока најмногу се слуша, односно слушам и сакам. Веројатно рок, џез, да.
Мислам, не рок джез, него. Рок запирка джез. Джез. Така. Во овој момент претпоставувам и ти си влезен во джез фазонот. Па да. Бидејќи заедно изведувате джез песни, одлично звучи, морам да признам. Наред е петата композиција која што ќе отсвирите. Темата носи наслов Black Coffee, датира од 1948 година, а прв кој е изведел оваа песна е Сара Вон. Вечерва во изведба на Божидар Симоновски и Ленче Јорданова. Може да слушнеме. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Ја слушате емисијата Лайв кавер, вечерва мои гости Божидар Симоновски и Ленче Јорданова. Кои се плановите на ова дуо за воеднина? Чкошко? Па, како и сите музичари, сите, останам сите живи луѓе, не? Амбициите се сепак
би рекол големи. Што повеќе изведби во живо. Големи, да. Што повеќе изведби во живо. Може би и повеќе од тоа. Може би наскоро да очекуваме нешто авторско. Да. Токму така Ленче почна да разговара да може би за вашите слушатели да откриеме новост дека планираме дека до крајот нова година ќе може да реализираме еден може би амбициозно звучи ми сепак посакуван диск со авторска музика која сепак би била значи малку поразлична од ова што сега го слушате, ама поблиско до она што ќе го чуете сега како последна нели песна од нас. Значи тоа би бил некој микс. Ние многу ја сакаме традиционалната македонска народна музика и сме на пат да пробаме нели да створиме еден автентичен звук. Може би денес многу експлоатирано тоа, меѓутоа мислам дека сепак има место за еден спој од етномузика со може би амбициозно, не амбициозно, со джез музика, например. Значи, по-неконвенционално тоа би било. Стално ме, може и Ленче да ме дополни малку сега. Значи, планирате колку песни се планирани на тој носач? Се уште нема информации, така? Добро, рано е во секој случај. Меѓутоа, еве како што кажа Тичко Бошко, последната песна која што ќе отсвирите вечерва, песната која што е наред, е токму таква. Значи, македонска композиција, создадена од Столе Поп Димитров, а меѓутоа сепак мислам дека е обнародена веќе, особено во овој крај, во штипскиот дел. Песната носи наслов Песна за ново село, а сега ќе слушнеме како ќе звучи во изведба на Божидар Симоновски и Леч Јорданов.
збориме за нашата верна љубов. Лайв кавар заедно со Илија Кекиритков. Тоа беше се во издание на Лайв кавер. Вечерва мои гости беа Божидар Симоновски и Ленче Јорданова. Слушајте го репризното издание од оваа емисија во сабота со почеток во 20 часот.